За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите домашни лазањи со фило од мелено месо и бешамел сос. Во длабок сад ставаме 400 грама брашно. Јајцата ги кршиме и ги додаваме во садот. Посолуваме со наша сол. Со рака замесуваме тврдо тесто. Оставаме да одстои 2 часа. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Ставаме да се пржи на загреано масло во тенџере на оган. Морковите ги сечкаме на ситни коцки. Ги додаваме во тенџерето со мекнатиот кромит. И пиперката сечкаме на ситни коцки. Ја додаваме во тенџерето. Откако зеленчукот ќе се запржи, го додаваме меленото месо. Го ситниме со лажица. Доматите ги сечкаме на ситни коцки. Ги додаваме во тенџерето со запрженото месо. Во друго тенџере на оган го ставаме путерот да се загрее. На загреаниот путер ги ставаме преостанатите 4 лажици брашно да се пржат. Мешаме со жица за матење за брашното да не загори. Во тенџерето со испрженото брашно постепено наливаме од млекото. Откако доматите ќе се запржат во тенџерето, додаваме 1 лажица мешан зачин К+. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Го додаваме доматниот сос. Динстаме 10 минути. Во тенџерето со бешамел сосот го додаваме преостанатиот мешан зачин. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Го додаваме преостанатото млеко. На набрашната работна маса го размесуваме тестото. Го сечеме на 8 еднакви делови. Од секој парче тесто формираме топка. Од првата топка тесто, постојано нарасувајќи со брашно, со сукалка разлекуваме тенка до огнавеста кора, заради формата на тавата во која ќе ги печеме лазањите. Од преостанатите топки тесто разлекуваме исти такви кори. Тенџерето со издинстаниот фил од мелено месо го тргаме од оган. Откако бешамел сосот ја добие потребната густина, и второто тенџере го тргаме од оган. Правоаголната тава број 38 ја попрскуваме со масло за јадење. Со готварска четка ја намрсуваме целата внатрешност. Во тавата ја ставаме првата кора. Со црпалка врзна ја нанесуваме од филот од мелено месо. Потоа нанесуваме од бешамел сосот. Поставката ја повторуваме додека ги потрошиме сите состојки. Редењето го завршуваме со фил и бешамел сос. Со лопатка ја премачкуваме последната кора. Го нарисуваме ренданиот пармезан. Тавата ја покриваме со алуминиумска фолија. Ја ставаме во рерна. Печеме 45 минути на температура од 180 степени. Ја вадиме тавата со испечените лазањи од рерна. Под изладените лазањи ги сечеме на коцки. На чинија за сервирање ставаме едно парче домашни лазањи. Декорираме со кетчуп. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 80 минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.